Со распишување литературен конкурс за поетска творба на тема преку книгата го осознавам светот, Националната установа Библиотека Кочо Рацин од Тетово го прослави светскиот ден на книгата и на авторското право. По тој повод беше организирана и традиционална манифестација во соработка со основните училишта во Тетово и Тетовско, на која во полната сала на Центарот за култура Илјоантески смок беа наградени и пофалени учесниците. Интересот за учество на конкурсот беше голем, па комисијата имаше тешка задача да ги одбере најдобрите творби и на македонски и на албански јазик. Не радува, како што можете и вие да видите, дека присутни се многу ученици, многу ментори, голема благодарност од страна на библиотеката до сите ментори што соработуваат со нас и ни овозможуваат, значи, да го славиме овој голем ден за библиотеката, значи ден на книгата. Каков е интересот кај учениците да творат, да пишуваат? Вака, значи, според комисијата, фактички од сите училишта од Тетово и Тетовско, значи, имало големо, значи, заинтересираност и стварно беше многу тешко и за нив да одлучат за прво, второ и трето место. Не радува фактот што, еве, значи, и малите деца, овој конкурс фактички е објавен од 6 до 9 оделение, значи, заинтересираноста од нивната страна е голема и оние сакаат да творат и на крај нормално дека ќе бидат и наградени од наша страна. Библиотеката во Тетово може да се пофали и со големиот број на читатели од секоја возраст. Јас секогаш го потенцирам тоа, демек, значи, и покрај условите каде што работиме, ние може со задоволство да кажеме дека сме една од најдобрите библиотеки во цела Македонија и стварно имаме голем број одзив на ученици. Ако збориме сега за од основно училиште, значи детскиот оддел, секој ден се фреквентира по 350 ученици на ден што позајмуваат, враќаат или земат лектири или други книги од нашата библиотека. Што е со средношколците и нели Вака, значи постои, у последно време постои некоја како криза на читањето во групата на категоријата на повозрасни читатели, меѓутоа и овој број ние голем, не можеме да кажеме. Значи, секогаш правиме споредба со другите библиотеки во Македонија, кои што функционираат на подобри услови, далеку подобри услови од нашата библиотека, меѓутоа заинтересираноста е голема. Никогаш не треба да бидеме задоволни нормално и токму ради овие манифестации, другите проекти што ги реализираме во со таа цел, значи да ги сензибилизираме читателите, граѓаните, учениците, студентите за понатаму уште повеќе да ја посетуваат нашата библиотека. Тетовската библиотека од неодамна и покрај несогласувањето на вработените беше преместена во други според нив несоодветни простории, а подобри услови ќе чека за неколку години со опремувањето на новиот објект кој се изгради веднаш до Центарот за култура.